Сергеј Варушлија е познат македонски стилист, моден критичар и медиумска личност која низ годините ја освоила јавноста со својот ексцентричен стил и директен став. Почнува како фризер, а понатаму добива своја емисија за мода, каде стана препознатлив по слоганот "Или си топ, или си фейк", на која еден од гостите беше и Стефан Лазаров. Од тој момент, меѓу нив се разви блиско пријателство и креативна врска која низ годините се одржа и надградуваше. Денес Лазаров и Варушлија се подготвуваат за нов заеднички проект. Подкаст кој ќе стартува во септември. Многу се радувам на успех на луѓе, што знам колку се труделе околу се тоа. Драго ми е што сум дел од оваа вечер, да го поддржам Стефан тука, да допринесам со своето присуство и да си поминам убаво на едно преубаво место, заради тоа што има и малку ивенти и настани во Скопје, каде што си проаѓам добро, да кажеме. Немав многу време да се, барем додека го правиме разговоров, да се стабилизирам, заради тоа што влегов, па имаше говор, па сега излегов да се видам со вас, така да ќе има време за забава секако. Ака, знаеме дека од почетокот си со Лазаров, дали од почетокот веруваше во него и веруваше дека ќе стигне до овој стадиум? Од прв ден верува во Стефан. Од кога го видов неговото тогашно видео на Facebook, не го познавав, меѓутоа знаев дека има некоја срекна звезда. Кога го запознав, дефинитивно тоа ми се потврди, а до каде ќе стигне и дали до овде, тоа не можев да знам, меѓутоа знаев дека ќе стаса некаде далеко. И мислам дека ќе оди уште подалеку. Дали имаше некој подкаст или гостин конкретно кој што мислиш дека според тебе некако му направи пресврт во кариерата? На кого? На Стефан? Знаеш како, не можам да ти кажам со сигурност дека мислам дека имало гостин кој направил пресврт. Можеби и не сум, сега ќе го кажам, може не е фино, ама не сум следел доволно. Не сум ги изгледал ја сите подкасти, ќе бидам искрен. Ама знам дека многу имаше убаво нека катарзично движење и раст во неговата кариера на YouTube. На тоа сметам дека се должи успехот и на неговата упорност. И неговата упорност, квалитетот кој што се подобар и подобар, мислам дека привлекуваше се поинтересни гости, заради тоа што во денешно време живееме на место каде што сите јавни личности сме такви кои што сме и луѓето не знаат какви што ќе се представиме, меѓутоа кај него на неговата платформа секоја јавна личност може да покаже и нешто друго. Може да покаже еден човечен аспект, може да си ја каже својата страна на некакви си таблоидни случувања. Така да, според мене, он прекрасно ја разви платформата. Не е тука една личност во прашање. Повеќе се. Откривте пред скоро време дека ќе отпочнувате ваш проект. Дали може нешто на кратко да ни откриеш за што ќе станува збор, делумно за концептот кој што го спрема? Да, ќе спремаме концепт заедно од септември. Сега за сега нема да кажам ништо, не сум кажал на никого, не знам Стефан дали кажувал. Ако му зборела уста дека имаме проблем, нема да открием ништо заради тоа што уште треба да го финализираме сето. Точно знаеме што ќе правиме. Од самата помисла дека ќе седам со него секоја недела, мене ми е тоа урнебесно смешно. Дори се воздржувам од сето тоа заради тоа што кажав и пред малку, јас и сме тотално два различни света. Во било кој поглед, меѓутоа кога сме заедно, како да апсолутно се поврзуваме и сме дури ридикулозни смешни сами пред себе и кога немаме публика, а тек пред публика. Така да дека ќе биде забавно, дека ќе имаме расправи, дека ќе има модни катастрофи, дека ќе има критики, ќе има анализи, ќе има обработка на се што се случува, или од што едноставно денто можеби ќе биде 20 инспирирани. Така да мислам дека е доволно сега. Само се надам дека нема никој да ве урочи. Знаеш како, не мора да ме урочи од септември, луѓе урочуваат секој ден. Така да сега ќе ме урочува некој додека ме гледа, или внатре ќе не урочува, така да, меѓутоа секој си со својата мисла. Мојата мисла секогаш према секого била многу позитивна, и била многу искрена, била многу чиста, така да тие што имаат негативна мисла по било кое прашање, тоа е нивна енергија. Што би кажал за Стефан накратко во негово присуство? Што би кажал за Стефан накратко во негово присуство, дека е екстремно вреден, дека е многу добар, дека е многу мил, дека е многу наивен, дека е многу упорен и дека е дефинитивно роден под една срекна звезда.
Што би му посакал еве ти од твој аспект? Јас на Стефан можам да му посакам се она што го би си го посакал и на себе. А човек за себе си посакува само убавени. На Стефан буквално од срце му посакувам сите убавени на светот. Посакувам да е успешен, меѓутоа сакам и да е среќен и да знае да ужива во успехот. Заради тоа што сум бил на негови години, знам кога ќе те понесе работата и немаше време да го уживаш успехот, а малку отпосле доаѓа. Меѓутоа и тоа се учи, тоа доаѓа со тек на време. Така да мислам да си даде малку сам на себе моменти за да си го ужива успехот. Али он го работи, наместо да ужива. Затоа има и плод у суштина. Фала ти, Сергеј. Благодарам и на вас. Едно-три анкетски прашања, ако може. Сергеј, која ти е последната слика во галерија, ако можеш да ни ја покажеш? Мојата последна слика во галерија, не знам дали можам да ви ја покажам, чека да видам. Чека, застани. Еве ти ја. Се на камера? Не е слика, него е видео од Стефан сум снимал. Нормално, што друго? Сега како држи говор. Крсто држеше говор, па го снимав. Тоа ми е последното. Предпоследната ми е Тамара. Еве Тамара. И пред тоа сум јас, како влекувам тука. Нормално. Среќа, се излади од памет. Добро? Кажи ми, кој збор во моментов ја опишува твојата кариера? Кој збор? Како ме затече. Истрајност, оригиналност и да се биде свој. Кој е најчудниот муабет што си го слушнал, без разлика дали од некој од естрадата или од некој обичен човек за себе? Најчудниот што? Најчудниот муабет што си... Сум слушнал секакви муабети, веќе нема ни чудни. Да ми го поставил ова прашање пред, не знам, 15-20 години, веројатно би имал што да ти кажам. Меѓутоа, денешна дистанца, сите чудни муабети, сите чудни етикети ми се мене закачени, така да си ги носам на овој грб и на овие 70 кила, многу гордо и сум горд на истите, заради тоа што таков сум каков што сум. Некомпромисно свој, пред никого, а за чудни муабети имало и ќе има.